Добар ден! Во ова видео ќе видиме како се поврзува Modelix со вашиот Pantheon систем и кои се главните извештаи кои можете да ги следите во Modelix по поврзувањето. Modelix е софтвер за финансиско планирање и финансиски репортинг, кој ви овозможува едноставно да следите како работи вашиот бизнис и да носите одлуки врз основ на факти за да подобрите профитабилноста. Да видиме како се поврзува Modelix со Pantheon. Прв пат кога ќе се логирате во вашиот Modelix акаунт, веројатно ќе го видите овој скрин. Тоа што треба да направите за да се поврзете со вашата Pantheon датабаза е прво да кликнете на логото на Modelix тука и да кликнете на Integrations. Потоа кликнете на Connect to Pantheon, Continue и тука треба да ги внесете вашите податоци за да може да се конектира Modelix со вашата датабаза на Pantheon. Тоа се 5 главни податоци. Вашиот юзернейм, пасвордот на SQL датабазата, серверот, порт и датабаза. Сите овие податоци можете да ги најдете на логин скринот кој што ви се појавува кога пробувате се логирате во вашиот Pantheon систем. Односно, юзернеймот е корисничкото име, сервер, хост или сервер, тоа е текстот кој што изгледа, кој почнува со host mk или нешто слично кај вас. Порт е број кој што е најчесто со 5 цифри и датабазата е базата на вашата компанија. SQL Database пасвордот е единственото поле кое што не го внесувате кога се логирате во Pantheon. Бидејќи ова е пасвордот за да се логирате на самата датабаза. Доколку го знаете овој пасворд, внесете го SQL пасвордот за датабазата. Доколку не го знаете, тогаш контактирајте го вашиот контакт во Pantheon и прашајте ги да ви го дадат пасвордот за конектирање на SQL датабазата. Modelix само чита податоци од вашата датабаза во Pantheon. Не запишува никакви податоци во неа и не може да направи никаква промена во датабазата. Но, како дополнителен сигуросен чекор, ви препорачуваме да креирате нов корисник во Pantheon, кој што корисник има право само да чита податоци од вашата датабаза. И пасвордот на тој корисник да го користите во прилогирањето во Modelix. Ако знаете сами како да креирате нов корисник, направете го тоа. Ако не, контактирајте ги Pantheon да ви креираат нов корисник со user-only права и да ви го дадат пасвордот до SQL датабазата за тој юзер. Откако ќе ги внесете тие 5 податока, кликаме Connect. Следниот чекор е да му кажеме на Modelix за кој период сакаме да повлечеме податоци од Pantheon датабазата. Тоа што го препорачуваме најчесто е да повлечете податоци за текуната година и за една година пред текуната година. Меѓутоа можете да повлечете податоци за колку сакате години наназад во минатото. Јас за ова демо ќе користам постара датабаза и ќе повлечам податоци од јануари 2013 година до декември 2016 година. Следниот чекор е да одбереме на кое ниво на детали сакаме да повлечеме податоци од Pantheon датабазата. Некои компании водат евиденција и го следат работењето на бизнисот врз основа на оддел во Pantheon или врз основа на трошковен центар. Доколку вие водите евиденција на ниво на оддел или трошковен центар, одберете cost центар или департмент за оддел кој да е случајот кај вас. Доколку вашето книжење и вашата евиденција е само на ниво на компанија, не користите оддели или cost центри, во тој случај одберете Skip или Company Level Only за Modelix да повлече податоци само на ниво на компанија. Кликаме Continue. Во тој момент Modelix веќе ги повлече податоците за контата и за контата од вашиот Pantheon датабаза. Тука не треба ништо да направите. Едноставно тука се гледа како се мапирани вашите конта од вашата Pantheon датабаза. Кликаме Confirm and Sync. Толку. Беше потребна една минута за да се поврзе Modelix
со Pantone, за да можете да почнете да го следите работењето на вашата компанија. Сега накратко да видиме кои се главните извештаи кои што можете да ги видите во Modlix откако ќе се конектирате до вашата Pantone датабаза. Број 1, најважниот финансиски репорт кој што треба секоја компанија да го следи, нешто што се вика Variance Report. Односно тоа ќе го најдете во делот на Dashboards во Modlix Financial Statement. Тука можеме да направиме споредба на какви се перформансите или резултатите на нашата фирма во некој тековен период, во овој случај од јануари до јуни 2016 година, во споредба со планот за истиот период и во споредба со истите 6 месеци претходната година или со 6 месеци кои што им претходеле на овие 6 месеци. Односно, споредба на резултати од тековно работење во споредба со план и во споредба со претходни периоди. Оваа споредба можеме да гледаме на ниво на биланс на успех, биланс на состојба, биланс на парични текови. Покрај variance анализата или споредба на перформанс со претходни периоди, можеме да видиме какви ни се резултатите од работењето месец за месец или на квартално ниво, на годишно ниво, или доколку имаме во нашата, доколку водиме евиденција по оддели или кост центри, можеме да ги видиме резултатите од работењето на ниво на оддел или кост центар и купно консолидирано за целата компанија. За корисници кои што се малце пографички настроени е делот со чарт. Тука можеме повторно да гледаме споредба на тековното работење во споредба со план или во споредба со претходни периоди, меѓутоа преку графикони. Односно, некои главни податоци од типот на вкупно приходи, оперативна добивка, net cash flow, колку кеш имаме на сметката, профитните маржи, споредба на оперативни трошоци. Буквално секој чарт кој што ви е потребен за да разберете како функционира работењето на вашата компанија, го имате во делот на чарт. Меѓутоа, тоа што е број 1 и најважен графикон за мене е графиконот кој што се вика EBITDA Bridge. EBITDA Bridge ни објаснува за 5 секунди, ни кажува зошто профитабилноста во тековниот период ни е различна од планот или во споредба со претходен период. Ние ќе го земеме овој пример тука. Сме имале план од 1.300.000 за оперативна добивка, меѓутоа сме завршиле со 2,07 милиона. Супер, добивката не се качила, но зошто? Едноставно можеме да видиме дека причините зошто ни се качила добивката е заради тоа што сме имале 620.000 приходи повеќе од планираното, 438.000 повеќе директни трошоци, меѓутоа сме имали големи заштеди на трошоци во делот на патни трошоци, останати трошоци и останати трошоци на работењето. Значи, за неколку секунди преку EBITDA Bridge чартот можеме да видиме кои се причините зошто профитабилноста ни е различна од планот или ни се разликува од претходната година. И понатаму постојат други чартови кои што можете да ги разгледате сами. Можете да криете, нема да влегувам длабоко, има други видеа кои што го објаснуваат Modlix во детали секоја копче што значи, меѓутоа некои други работи кои што можете да ги видите се други индикатори кои што можете да ги следите во самиот Modlix Custom KPI, каде што можете да креирате листа на индикатори кои што сакате редовно да ги следите и Custom Dashboards. Тоа е од аспект на следење на главните репорти за следење на финансиското работење. Меѓутоа, Modlix ви овозможува да влезете многу подлабоко во разбирање на вашиот бизнес. А тоа се случува во делот на Sales Reports. Тука што можеме да гледаме? Тука можеме да гледаме анализа на приходи, број на нарачки, средна вредност на нарачка, број на производи продадени, која ни е средна вредност по производ, колку проценти попуст сме давале, директни трошоци, односно набавната вредност по парче и бруто добивката или разликата во цена и бруто маржата за нашиот бизнес. Споредба на тековен период со некој претходен период, истото можеме го видиме и како тренд, односно месец за месец. Да одбереме, да речеме, тука ќе гледаме од 2015 година, јануари до јуни 2015 година. Плај.
можеме да видиме буквално секој од овие главни индикатори како ни се развивал преку од месец за месец, односно каков тренд има секој главен индикатор од овие индикатори. Ова е вкупно на ниво на компанија. Сега, ако сакаме да одиме подетално за вистински да го напредуваме и подобруваме нашиот бизнис, тогаш имаме анализи на ниво на продукт, на ниво на клиент, на оддел, кост центар, на регион. Ако одиме прво во делот за продукти, во анализата за продукти, што можеме тука да видиме? Тука можеме да видиме буквално за секој производ и категорија на производ, како што не е дефинирана во Pantone, да видиме прво кој е трендот на продажба продукт по продукт, за да можеме да видиме каде имаме опаѓање или зголемување на продажба. Меѓутоа не е само продажба. Можеме на ниво на продукт да ги гледаме било кој од овие индикатори. Сакам да гледаме колкав број на продукти сме продале, по која средна цена по продукт, колкав процент попуст сме дале на ниво на продукт, која ни е набавната вредност и колку ни е бруто маржата на ниво на продукт. Сето тоа можеме со еден клик да го видиме во Modex. Ако одберам, например, бруто маржата, сакам да гледам на ниво на продукт, еден клик и можем да видам буквално секој продукт месец за месец колкава бруто маржа ми генерира. Ако сакам да видам колку ми е цена на чинење по продукт, кликам на unit cost, гледам колку ми е цената на чинење на секој продукт и така например. Во компаратив делот тука, исто така на ниво на продукт можеме да видиме колку да речеме повеќе, можеме да видиме на ниво на продукт повторно. Во овој случај гледам приходите по продукт за некој си тековен период, ќе одбереме да речеме 2015 година од јануари до 2015 година јуни. Тоа ќе го споредам со 2014 јануари до 2014 година јуни. Два споредбени периода за кои што сакам да видам каква ми била продажбата, бруто маржата, набавните цени, продажните цени, попустите кои што сум ги давал, буквално секој индикатор кој што ни е важен на ниво на продукт, можеме да видиме каков ни бил перформансот во овој период, првиот период 2015, првите 6 месеци во споредба со првите 6 месеци на 2014. Колкава е апсолутната разлика и колкава е процентуалната разлика. Сега, ако сакаме да видиме кои продукти ни паѓаат продажбата, многу едноставно. Имаме функционалност на сортирање и на филтри, да речеме веќе ги сортирам по ascending и толку едноставно можеме да видам кои продукти ми паднала продажба. Во овој случај датала Pantone продукт ми паднал 100% продажбата во отековниот период во споредба со истиот период претходната година. И овој продукт ми паднал 100%. Одам подолу, гледам дека овие продукти services до location така натаму ми паднале 100%, овие продукти ми останале на 0, немаат промена, а овие продукти ми растат во продажба. Многу едноставно можам да одговорам прашање од типот на кои продукти ми расте продажбата, на кои ми опаѓа, на кои продукти ми расте профитабилност, на кои ми отпаѓа, каде давам големи попусти во споредба со претходен период, на кои продукти ми расте набавната цена во споредба со претходен период, на кои продукти ми расте продажната цена во споредба со претходен. Значи, било кое прашање на ниво на продукт кое што го имате, можете да го одговорите со неколку клика со Modex. Доколку сакате да ја експортирате сите овие податоци во Excel, многу едноставно кликате десно копче Export to Excel и можете комплетната анализа на ниво на продукт да имате во Excel. Истиот тип на анализа го имате на ниво на клиент, значи повторно, кои клиенти ни растат во продажба, кои клиенти ни опаѓаат во продажба, кои ни се профитабилни клиенти, кои не ни се профитабилни клиенти, на кои им даваме големи попусти, на кои им даваме помали попусти, на кои им продаваме по повисока цена, на кои им продаваме по пониска цена. Значи, буквално секое прашање кое што го имате, кое што ви треба да го одговорите за да носите одлуки врз основа на факти и да го подобрите бизнисот, можете да стигнете до тој одговор преку Modex
и конекција со Pantone. Тоа е од аспект на главните типови функционалности на репорти во Modlix. Modlix има многу поголема функционалност која што има други видеа кои што може да ги гледате за подетални објаснувања, меѓутоа можете и да не контактирате, да ви извршиме, да ви направиме подетално демо, да видите комплетната моќ на Modlix кога станува збор за анализа на бизнисот и носење на одлуки врз основа на факти. Последната работа што би ви ја покажал за Modlix, тука би завршил во ова видео, е правење на самиот план. Ние сега се конектиравме на Modlix и конектиравме Modlix и Pantone и повлековме податоци од претходни од минатите месеци и години. Меѓутоа, во тој момент немавме никаков план. Ако сакаме да направиме план за нашиот бизнис, едноставен првичен план може да се направи автоматски за само неколку минути. Тоа се случува со одење во делот на forecast, односно делот за планирање, на трите точки тука автоматско или automatic forecasting. Тука треба да внесеме неколку податоци за бизнисот, за очекувањата како ќе ни перформира бизнисот во иднина и ќе добиеме комплетен 3 или 5 годишен финансиски план за неколку минути. Што треба да направиме? Првиот чекор е да кажеме кој ни е референтниот период од минатото, врз основа на кој што сакаме да го направиме финансискиот план. Како што реков, јас користам постара датабаза и затоа ставив дека сакам референтниот период да ми биде 2015 година. Потоа кажуваме за секој, даваме неколку податоци. Од аспект на приходите, колку очекуваме да ни пораснат приходите наредната година, да речеме 15%. Колку очекуваме да ни биде набавната вредност како процент од приходите, да речеме дека ќе ни биде 20%. Колку очекуваме да ни пораснат трошоци за вработени во споредба со 2015 година? 3%. Колку очекуваме да ни пораснат оперативните трошоци? Да речеме 5%. Останати приходи и останати трошоци, да речеме, нема да ни се променат, и неколку параметри од аспект на обртниот капитал. DSO или Days Sales Outstanding, за колку денови во просек планираме да ги наплатиме нашите фактури, да речеме за 50 дена. Days Inventory Outstanding, односно за колку денови планираме да направиме обрт на нашата залиха. Во овој случај, во овој пример немаме залиха, затоа е нула денови во претходниот период. И Days Purchase Outstanding, односно за колку денови планираме да ги плаќаме нашите обврски кон добавувачите. И да речеме дека планираме да плаќаме за 25 дена од кога ќе добиеме фактурата. Ги внесуваме тие неколку параметри. Кликнуваме тука Calculate Selected. Save and Close и нашиот план е направен. Имаме таргети поставено на месечно ниво, земајќи го сезоналитетот по месец во предвид. Имаме таргети поставени за приходи, за директни трошоци и вкупно се до нето добивка. Нормално, овие таргети се автоматски поставени врз основа на тие неколку параметри. Доколку сакаме да направиме некакви подетални промени на ниво на трошок или на ниво на приход, можеме и тоа многу едноставно да направиме. Тука ќе завршам. Тоа е Modlix. Тоа што го видовме денес е како за една минута можеме да го конектираме Modlix до нашата датабаза на Pantone и да видиме податоци за нашето финансиско извештај, за нашето финансиско работење и за нашето оперативно работење, продажба и профитабилност на ниво на продукт, клиент, кост центар, оддел или регион, за да можеме да носиме одлуки врз основа на факти за нашиот бизнис и да ја подобруваме профитабилноста.